Утринско еспресо на Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на 98,1 FM. Јас сум Љупчо Златев, а вие го следите на новото издание на Женски стил на облекување за свечености од вако вид на Радио Лидер. Добро утро од мене, јас сум Драган Милосањевиќ, на барање на гледачите и слушателите во вторник, наместо во четврток, случајно. Се случи пермутација правиме се случи пермутација, сменивме топ за кралица. Топ за кралица, ова е одлично, да. Се гледаме во четврток со Искра Коровешовска. Драган, денес повторно имаме ден за тешки геополитики. Да, страшна работа. Но пред да влеземе, ти да влезеш како топ, а ја како конј, само ќе идам во нашиот геополитички Дамин Гамбит ќе правиме разговор. Имаме една многу интересна вест од вчера да споделиме, и имено протече во јавноста приречник за облекување на пленумот при Л.И. Рацин. Тоа е една институција во склоп на политичката партија Левица. Протече во јавноста мејл испратен од Амар Мециновиќ на 11.13.23 година, пред помалку од 2 години, година и пол негде. И во прирачникот има правила за облекување на свечености организирани од партијата Левица. Има замажи и тој замажи делов е, знаеш што, црно кошулјашица, они веројатно црна кошула. Ако не црна, тогаш црвена, може да помине и тегет. Но во однос на жените имаат еден неверојатен протокол за облекување. Да. Во делот Женски стил на облекување за свечености од ваков вид, како што е пленумот на Левица. И во еден дел се вели исто така важно правило е да нагласите еден атрибут. Најдобриот. Нозе. Доколку колената и нозете ви се јака страна, може да ги покажете. Но најмногу 5 сантиметри над коленото. Тука негде би дошло. И максимум 15 сантиметри под коленото. Значи, тука ви е за фустанот на жените им определуваат 5 изнад колено, минимум, значи, не, најмногу, и најмногу 15 под колено. Тоа е кинески правила се више. Доколку имате убаво деколте, велат од Левица, што не значи само бујно, нели? Може да отворите едно копче повеќе. Но тогаш колената треба да ви бидат покриени. Значи, одите 15 сантими каква тактика, каква. За рацете, секако ќе мора да бидат покриени, значи нема она голи раце. Било имате 20 или 70 години. Ова е една стилска конвенција која вели ќе покажете само еден атрибут. Значи, или нога да покажете, или гради, или така нешто. Интересна комбинација. Овие левичарите имаат некоја... Ама не може, например, ако покажуваш деколте, не можеш и колена и деколте. Ако си жена. А ако покажуваш, нели... Нозе, тогаш ништо од деколтето. Во секој случај, веројатно, затоа што нема потреба од тоа за да бидете член на Левица, нигде не се бара мозок да покажете. Затоа што веројатно не постои. Лева потреба, не. Малку ми ова кинески, да не речам северно-корејски, така. Да. Добри фризури што не им кажале какви да сте. Во секој случај, почитувани слушатели, ако имате дете кој на граница од полнолетство и орбитира околу Левица, земете метро и проверете ова со 15 плюс минус, затоа што може вашето дете да е во една сериозна секта. Да заглави на пленум. Да заглави на пленум. Се плашиш дали детето ти е наркоман или е на пленум. Па не дај Боже, мислам. Можам да замислам, влегуваш во соба,
Драгане, ти имаш повозрастни деца веќе и го фаќаш ти со лењир мели. Керка ти на душ. Да. Со лењир мели 15. За пленум. Се спремам за пленум на левица. Неверојатно, да. Никој досега не ја демантираше ова. Па затоа што веројатно нема што да се демантира. Одберете еден атрибут и истакнете ние во Радио Лидер. Одлучивме атрибутот кој ќе го истакнеме во нашите емисии да биде мозок, практично. Да. Немаме ни бујно деколте, Ни некој како што ноџиња. самите може да видите, затоа што имаме камери, не сме ни нешто многу убави, но се трудиме, бе, се море. трудиме сега, колку толку нешто, но правилава 15 сантима. Ама не сме поише од 5, ама стварно не е вкусно поише од 5 сантима. Не, јас се изнад согласувам. колено. Генерално мислам дека не ни треба на луѓе ваков протокол да им даваш, да знаат дека е невкусно. А зошто максимум 15 сантими под колено? Значи, не може да речеме фустанот да биде... Па да се гледаат листовите. Добро, листови знаат да бидат многу примамлива работа, знаеш. Вака, кој ќе размислам подобро. Би било убаво да излезат со некое сообщение да кажат што е форава, меѓутоа и вака е забавно, да. Порано, ако следиме, да речеме, на времето комунистиве какви беа овде, имаше правило дека мора да бидеш контраизбричен. Да, И сите беа контраизбричени, и сите беа исчешлани у сојуз на комунисти. Очигледно левица, нели, Со фризура на платец. го малку го имаат напуштено, па види го Киро Глигоров, ти е символ за протоколарно дотеран комунист. Така, Значи, да се разбереме. Но овие во левица малци идат надвор од тие рамки со 5 сантима, 15 сантима плюс минус тука има. Љубители на специфична мода се во прашање и тука нема што многу да се Се збори. прашувам кој можда крмов лењерот го има. За да ги мери Ги малтретираат девојките. сантиметрите привлегување. Да, но велам за фризура нема ништо. За фризура нема ништо. Ако го сме кај фризури, човекот со најинтересна фризура во светот моментално. Доналд Трамп Да. е добар пела. Да. Он не би фризурен протокол на левица. Не знам Нема да дали пројде, би да. прошол. Па човекот Види, човекот со најинтересна фризура во светот после Борис Џонсон. Да, таа на Борис Џонсон не веќе е нешто. Се накотија такви ликови, навистина во Па светската и оној политика. Милејне со тоа Да, бакенбердите. Да, Бушев со бакенбарди, тој со моторна пила се шета, тој е веќе нешто друго, друга категорија. Да. Не знаеш кого може да исече. Зеленски се шета у армиско. Да, у мајчки, Што не е да. ни армиско нешто. Некој мајчки, да, па може да некој луѓе. спорт кежуал армиско. Спорт кежуал арми, да. Да, нешто такво е. Но, велам, човекот со најинтересната фризура моментално донесе одлука една која што може да биде фатална за Украина, именно ги блокираше сите испораки на оружје и воопшто помош за Украина, кој што веќе не се на територијата на Украина, значи тоа што е во Украина е, меѓутоа се што се наоѓа во бродови, се што се наоѓа во авиони, се што се наоѓа на полска територија, каде што главно одат, се е блокирано, велат привремено. Пентагон, ако не се лажам, ја потврди оваа информација без некој дополнителен коментар. Меѓутоа, пораката е јасна дека ако Зеленски, председателот на Украина, не почне да разговара за мировно решение, американците ќе ја блокираат помошта за Украина, што дури прочитав во некој украински медиум беше опишано како нешто што не го очекувале ни во најлошиот кошмар што можел да им се случи, затоа што ако сме реални без американската помош, значи тоа зборуваме за оној континуиран дотур на огромна количина на оружје и муниција, прашање е колку може да издржи Украина во војна со толку висок интензитет. Да не заборавиме, војната во Украина се одвива на територија од 1200 километри. Значи, 1200 километри е линијата на фронтот, од некаде кај
Херсон па се горе тамо То до тука до Загреб. Не, повеќе како 1200 км ти е до Прага скоро. До Прага. Да, вие на 1000 км тука. И сега ти тука имаш континуирана линија на Извини фронт за од Загреб. 1200 км со стравичен интензитет каде се трошат неверојатен број на гранати, на куршуми, на ракети и сето тоа што оди понатаму. И наистина мислам дека овој потек на Трамп може да биде фатален тотално за Украина. Да, Европа се обидува сето тоа да го компензира, меѓутоа да не се лажеме, никој не може да компензира помошта од САД, затоа што САД се тие што го имаат оружјето. И уште една информација дојде утринава, ја прочитав некаде, Каја Калас, министерката за надворешни работи на Европа, практично на Европската Унија, побара 20 милиарди военна помош за Украина итно, меѓутоа Унгарија стави вето. Така што влегуваме во една навистина критична ситуација. Чудна, многу чудна фаза за светот, многу интересно е ова што се случува, не е нешто што беше неочекувано. Знаете, Доналд Трамп ова го најавуваше. Проблемот е што не му веруваа. Проблемот е што сите веле нема шанси да го направи. Само Но зборува, да. се покажа дека овој пат во неговиот втор мандат Доналд Трамп ги реализира најавите. Сега оно што е веројатно негова стратегија е Европската Унија очигледно пред се поради Унгарија и Словачка е поделена и нема да може да има унифициран став во однос на ова прашање. Но она што го видовме во Лондон минатиот викенд, каде што се собра дел од европските сили, покажува дека европејците може да се издвојат дел од земјите од Европската Унија и така да и помагаат на Украина. Веројатно следниот потек ќе биде со тоа што замрзнатите руски пари, Франција, Германија, Велика Британија и други, Холандија и други членки на ЕУ ќе ги даваат на Украина, за да може да се бори проблем против Русија. До сега ти си во економија подобар од мене. До сега тоа не се случило. Но никога. Што прават до сега? Од прилика 300 милиарди евра руски пари се замрзнати во Европа. Да. Во Америка има околу 10 милиарди, малку е, 8, не сум сигурен. Главнината е во Европа. До сега каматите од вложувањата на замрзнатите руски пари се вложуваа за оружје за помош за Украина. Тоа е едно, меѓутоа главнината си стои, затоа што утре задутре ќе мора да му ја вратиш на Русија. Камати на тие се големи. 5 милиарди, 3 милиарди сигурно годишно, но идејата е логиката вели дека за 5 години, за 3 месеци, за 123 години некогаш тие пари ќе мора да ги одмрзнеш да ги вратиш на Русија, тоа што се нејзини. Да. Сега идејата на која што инсистира Зеленски и која што гледам дека има проđа, како што велат србите кај некој од европските лидери е не каматата, туку главнината, тие 300 милиарди да почнат да и се даваат. Но што е проблемот? Ти го разбираш подобро од мене, па веќе те замавам да објасниш. Ако ти буквално ги земеш тие пари и му ги дадеш на друг, тоа е кражба. И во тој случај, зашто некој од Африка, од Азија, од Јужна Америка би вложувал пари во Европа? Ќе падне довербата на глобалниот финансиски финансиски поредок. Може да ми ги замрзнат и да би ги земат. Да. И тоа може да значи дека земите од Азија, земите од Африка, земите од Јужна Америка, земите од Западен Балкан, ако сакате. Било кој? Да, се повеќе ќе избегнуваат Европа како место каде што ги инвестираат и чуваат парите, тоа е едно. А второ, тоа дефинитивно ќе покрене многу меѓународни судски спорови кои по слово на моменталните правила Русија во секој случај ќе ги добие. И исто така, ова ќе отвори па во иднина уште една Пандорина кутија, затоа што кога ќе се затвори се ова, па ќе видиме како Русија ќе постапува со плаќањата на газ, може ќе ги уценува да плаќаат напред по цени вакви. Може да биде тоа сериозен проблем. Дали ќе го направи тоа Европа, не знаеме, но оно што јас го чувствувам, а го имам читано
кај оние стратези кои го најавуваат доаѓањето на Доналд Трамп во оние документи на Херетич во кои се објаснува какво ќе биде неговото идно владење, е тоа дека доколку Европа продолжи да ја поддржува Украина и доколку тогаш Трамп тоа ќе го свати како провокација за Русија на еден начин и ќе рече доколку Русија вас ве нападне, јас нема да ве бранам, што значи ќе излезам од НАТО. Па тогаш мислите? Да. Излегувањето на Соединетите Американски држави од НАТО го најавуваат високи функционери во американската администрација. Елон Маск дури отворено го... Елон Маск отворено. Имаш советник за национална безбедност, мислам Майк Ли беше, ако не се лажам, се може би грешам. Исто така ја промовираш оваа идеја. Имаш низа на конгресмени од МАГА движењето, низа на сенатори и така натаму, кој велат да излеземе од НАТО. Мислам дека Трамп сега не би излегол од НАТО, затоа што излегувањето од НАТО на САД е ирационална работа, затоа што нивната геополитичка моќ меѓу другото доаѓа од НАТО. Се разбира. Но доколку излезат од НАТО, тоа ќе биде своевиден крај за НАТО. Без Америка, НАТО е во момент ништо. Ги следам оние статистики кои велат, знаете, Европската унија во бројки е надмокна над Русија. Го рече и... Не, ги следев и така е. Доколку европската економија се впрегне во производство на оружје. Ама тоа е на хартија така, злато. Значи, не е само на хартија. Не, тоа се оперативни можности. Не, тоа е сериозна анализа. Тоа се оперативни можности за за сценарија, доколку утре се очуваме со Трета светска војна, Европа вика ние произведуваме оружје, веднаш погоните се ставаат. Тоа е спремно. Мислиш? Да. Мето Хаджанев, например, генералот, професорот универзитетски, смета дека не е тоа баш толку едноставно. Добро. Имаат ноу-хау, имаат протоколи, веројатно. Знаеш кој е главниот проблем? Барем според Хаджанев. Страшно многу е приватизирана војната индустрија на Западот. Значи не е државна, него е во приватни раце. И сега имаш ситуација во која што ти треба да му наложиш на приватњакот да создава оружје. Меѓутоа тој размислува исклучиво од своји економски интереси, а не од твоите државни национални. Да, и тој додека да го пронајде својот економски интерес може да помине многу време. Додека пазарниот еквилибриум со економски термин да ги пронајде своите мерни единици, поминува многу време кое Европа го нема. Но, зборот. Значи, и покрај тоа, Европа по друга страна, за разлика од Соединетите Американски држави, е социјален систем. Може државите да се впрегнат без некои големи измени на законски регулативи во производство масовно. Не е тоа проблем. Да, но тогаш ќе паднат па социјалните давачки, на кои што се навикнати многу луѓе во Западот. Да, сега. Во овој момент Европа има повеќе војници од Русија. Ако произведува една година производство на оружје на Европа, русите може да ја стигнат за 15 години. Тоа е некаква паралела. Значи тука ние зборуваме за надмоќ. Но таа надмоќ е невозможна доколку во Европа нема консензус, а во Европа консензус очигледно нема. Има уште еден момент што е многу важен. Тоа е целата работа, затоа што ова на хартија изгледа многу убаво. Но, во моментот кога ќе се соочат со војна, се замисли, ти си Данска. Знаеш, и ти си една земја со преубав социјален живот, со глечери, со убаво ти е, знаеш, ти си Данска. И сега ти викаат облаке униформа и на фронт. И на фронт ти вака. Каде на фронт, другар? Од друга страна, скоро сите земји членки на ЕУ се земји со, како се вика, со професионална армија. Што значи дека масовна мобилизација е скоро и невозможна. Кој ќе оди да се бори? Прво немаш обука. Еве се тоа исто. Ти не служел војска, така? Ја и ти сме генерации кои не служиле војска, фатиле не служење на војска. И нас да не платиш на фронт е проблем. Треба една година да не обучиш. Ние вака ќе гледаме пушката како реликвија. Ме разбирате, затоа што ние не знаеме ништо од тоа. А тоа, да, интелигентни сме, ќе научиме. Да, не става ту одсек кој на пропаганда. Да, ќе се излечеме на пропаганда. Но во секој случај,
Не е тоа туку не така. е така. Така што тие муабети дека Европа може да парира, имаат и тие свој проблем. Ја мислам дека суштината на Доналд Трамп е сега да го сруши Зеленски од власт. Така Очигледно личи, сака. Така личи. Затоа што очигледно има договор со русите да го направи тоа. Така личи. Тоа е проблематично за мене. Има уште еден момент тука со Европа што го спомнувам. Добро прашање. Јас не сум многу руски ориентиран, обратно, јас оваа агресија на Путин ја осудувам, но едно добро прашање имаме: колку пати европските држави ја напаѓале Русија во историјата и колку пати ја победиле? Охо, од 12 век наваму има најмалку 10 големи војни. Мислам дека Русија ги има добиено повеќето. Ја има изгубено Кримската војна 1853 мислам беше, ја има таа изгубено во времето на... Од кого? Па тогаш против Русија се бора Турција, Франција, Британија. Добра. Кримската војна има изгубено. Понатаму ја има изгубено, ако не се лажам, некаде во 16 век од Полска има изгубено во време додека се бореле русите тамо со монголите нешто. И има заземено територија Полска и тоа е тоа. Но на крајот од денот, Драган, Другото ние денеска живееме во нуклеарно доба. Така е. И овие денес Кримска војна е невозможна. Така е. Затоа што живееме во нуклеарна војна и Кримска војна денес може да значи уништување на планетата Земја. Трамп, де факто. Трамп вика: луѓе, се влечеме кон трета светска војна, зошто го правите ова? Јас не знам. Многу ми е амбивалентно ми е чувството према Доналд Трамп. Та ние вака дека зборуваме за Трамп, не баре ни другар нас од улица, не баре Ивица Боцевски, што го вработивме државно, туку меѓутоа можам да го замислам со таа фризура. Да. Но сакам да кажам, човекот зборува како што е, ми се чини. Во случај НАТО да влезе во војната, макар и индиректно, веќе е влезена индиректно, меѓутоа во смисол на тоа дека европски држави да испратат војници без дозвола на Обединените нации, да дојде до судири, да дојде до повлекување на членот 5 од НАТО договорот, каде што вели сите за еден за сите. Би требало да почне војна на релација НАТО-Русија. Таа војна нема да трае повеќе од 2 сати. Отприлика. За 2 сати ќе се разбудиме како космички честици. Да, ако се разбудиме, како честички, да. Значи тоа би било крајот на светот и нема тука што. За 2 часа ние ќе бидеме. Но има манијаци што велат, па знаеш и тоа не е лоша варијанта. Што мене ме фрапира. Знаеш, што правени се некои преспетки колку луѓе ќе умрат, 4-5 милиарди луѓе ќе умрат, другите некои ќе останат. И сега валјда овие елитисти викаат: ние важно ќе останеме, тој веројатно направил. Па не, добри, ние као Македонија сме неважни, ние веројатно може ќе не промошат. Тој што ситке копчиња ќе рече ај овие рипни. Мислам дека нашата геополитичка неважност е нема потреба да трошат за нас боева глава. И тука ние се спасуваме, но да не одиме во овие фатални сценарија. Да. На крај сите сакаме мир, дури и Зеленски сака мир. Само вика дај уште година дена да се тепаме, па ќе сакаме мир. Трамп сака мир, иако неговиот мир значи економска окупација на Украина, нешто што Зеленски го прифаќа. Он вели: ја немам проблем 50% од минералите да ги дадам на САД. Ама дај ни безбедносни гаранции. Ама дајте ни безбедносни. Што САД не сака да ги обезбеди и тука е главниот проблем. Знаеш како, мене ми се допаѓа идејата за автономна Европа. Да зборувам рационално. Јас секогаш што доживувам себе си како европеец, апсолутно. Иако не сме член од Унијата, ние сме европејци по секоја основа. И мене многу ми се допаѓа идејата за снажна Европа која што има своја сопствена политика, своја сопствена армија, своја геополитичка моќ. Но не можеш ти 70 години, значи од Втора светска војна на 80 веќе, да ја оставиш целата твоја безбедност во рацете на американците, кои што практично те вооружуваат, ти ги одржуваат линиите на снабдување, ти ставиле собствено нуклеарно оружје на твоја територија, значи буквално те покриле како заштитен чадор, и одеднаш кога да речеш: супер, ако американците се повлечат, ние сега сами. Треба многу време, треба многу енергија и на крајот на краиштата сад сигурно нема да седат и да речат: супер, ајде, вие сега терете сами. Тамо се вложени толку многу пари, што и за американски услови се стравични, што мислам дека нема шанси Америка да остави некаков празен простор во кој што ќе можат други геополитички играчи да влегуваат на таа територија. Но кај сме ние во целата работа? Не знам, Злата, какви ти е планот, дали да одиме
Со Русија или со Америка? Или со Европа? Со Европа. Вчера ми беше Антонија Милошевски во мојата емисија во Заспи, ако можеш, одлична анализа имавме со Милошевски, искусен волк мора да се признае. Ја објасни ситуацијата, јас го прашам вака. Тимчо Муцунски вчера во Будимпешта велики разговараме на таа тема. Македонија ќе се држи за геостратешкото партнерство, се разбира со Европската унија, значи ние сме со нив, и во исто времено со нашиот стратешки партнер САД. Моето прашање беше што... Значи ние сме со Хитлер и со Полска. Што ако САД и Европа... Да, добро, сега малку претеруваш. Но, што ако САД и Европа дојдат во фаза во која што едноставно потполно им се разликуваат? Па почнува таа фаза. Почнува. Стармери и Макрон пробаа тоа да го смират во САД, но следниот ден од кога си замина, се случи тоа што се случи, еден од најголемите геополитички потреси од војната Афганистан, од 9/11 па до денес е ова. Да. И сега, што во ситуација ако навистина толку многу се спротивстават овие две страни и што ако ние бидеме ставени во ситуација бирај, дали си со САД, дали си со Европа? А не да викаш, ама ние сме и со САД и со Европа. Види, суштината за нас ние не сме земја членка на него. Имаме почнато преговори де юре, но немаме де факто. Да. Значи, тоа значи дека ние не сме земја членка на ЕУ. Ние сме земја членка на НАТО и за ние да бираме со кого ќе одиме, на К-15 скечот со американците или со русите, прво и основно треба да дојдеме до ситуација во која што ќе има раздор. Ние раздор уште не гледаме. Така е. Има поинаков поглед у моментов. И малку е проблем, особено на западните медиуми и аналитичари, што кога има различен став, тоа веднаш се гледа као раздор. Па сега извини, кој се развел на прва караница? Така е. Така? Кој е тој што се развел на прва караница? Тука одлична анализа имаше Милошевски и тоа не беше сакав да влезам во таа работа. Инсистира дека и Британија, и Франција, и Германија ќе направат се, иако вака протоколарно зборуваат дека Европа мора да се ревооружи, како што тврди Урсула фон дер Лајен, дека мора да се направат сепаратни безбедности цели европски, дека ќе направат се приказната да остане се што ќе правиме да биде во дослух и договор со американците. Не само тоа. Утре да дојдат американците и да речат, абе се шалевме. Да. Овие одма ќе си ги намалат. Знаеш како? Ај остај ги овие трите земји, тие се важни, Франција, Германија, Велика Британија. Иако третата па не е членка на ЕУ, Велика Британија, што е чудо само по себе како Урсула фон дер Лајен оде во не земја членка на во земја која не е членка на ЕУ и од таму ги каже европските политики, но тоа е друга дебата. Така е. Шпанија ќе земеме како пример. Една така периферна, но стара членка на ЕУ, земја со огромна традиција, бивша империја. Па и голема земја. И голема земја, ако сакаш. Шпанија не троши 1,5% од БДП, дали 1% од БДП троши на вооружување. Би требало најмалку 2. Како бе ти ќе ги натераш шпанците за војната во Украина? Тие не се загрозени од никој. Од Мароко, од кого се? Како в Мароко, Португалци им се плива, да. Братски народ. Тоа тамо плива у море, тоа тамо се пече на сонце. Како ти ќе ги натераш шпанците да трошат повеќе на вооружување? Како ти ќе ги натераш овие што се италијаните? Така е. Како ќе ги натераш? Они вака како залагање све ќе ти кажат, кога ќе дојде да се гласа буџет, брава. Проблем. Така што Европа може сега да прави што ќе прави, но останува фактот дека без САД Европа тешко би имало унифициран одбранбен систем. Прво, а второ, САД без Европа многу тешко дека би бил прва светска сила. Апсолутно. И таа взаемна потреба ги прави САД и Европа моќни. Таа заедна потреба едни од други, не љубовта, не тоа што нели САД го направиле емигранти од Европа, од Велика Британија, од Холандија, од Франција и така натаму.
сојузништвото го гради тоа што едни без други Чисти интерес. чисти интерес. Што е И така проблемот е што дури и кај трговец од рангот на Доналд Трамп, во даден момент тој чисти интерес ќе дојде Да. до Трговец поединец. трговец поединец. А тоа ќе го видиме и со тарифите за кои ќе разговараме по рекламите. До тогаш, еве, имаме од еден слушател од Левица Да? коментар. Што вика батото? Тој ни тврди дека при мерење на копчињето, деколтињата и ова што е, како се вика, и подколеница, односно надколеница, за тоа бил одговорен пратеникот Саша Јанчев од Оној Гевгелија. типот од Гевгелија. Да. Тој бил мерачот. Да, он бил мерачот и токму поради тоа, според нашиот слушател, тој добил пратеничка функција. Заради мерењето. Заради мерењето. Ленир мен. Особено на деколтињата. Очигледно човекот знае што е. Почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме по рекламите, одиме со Драган да измериме вакви клучни работи во протоколот на политичката партија Левица. Може како надворешни гости ќе не поканат на некој нивен идни Добро, нема да одиме, нас не ни треба ни деколтени, ни фустан, ни коленце, но за сопругите не знам. Но во однос на Апасиев и по однос на кој се изразува и фрустрацијата која ја покажува јавно, сигурен сум дека постои еден атрибут кој тој никогаш не би се осмелил да го измери. Измеривме тоа што имаше да измериме за време на паузата. Не е лошо. Мерките некому се допаѓаат, некому не. Значи, деколтето излезе 5 сантима или што би рекол Апасиев 25 сантима. Значи, зборувавме за одиме на трговска војна. Да, 25% тарифи. Трговска војна во Северна Америка. Трамп, откако им даде месец дена, во момент не знам зошто, воведе царини за Канада и Мексико, најавуваат одговор доста беше, нема да дозволиме овие земји да седат со скрстени раце додека американци умираат од оваа смртоносна дрога. Сад денеска воведе нови царини за 25% на увозот од Канада и Мексико, како и двојно зголемување на царините за кинеската стока, што предизвика нов бранд трговски тензии со Не, ова е трите веќе војна, човече. најголеми американски трговски партнери. Новите царини, кои стапија во сила ноќеска во 12:01 часот по источно време, може да влијаат врз трговијата вредна 2,2 трилиони Леле, колку пари се тоа, долари човече. годишно. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека одлуката е одговор на, како што тврди, недоволните напори на Канада, Мексико и Кина да го спречат шверцот на фентанил во Соединетите Американски држави. Да, Доста беше, нема да дозволиме овие земји да седат со скрстени раце додека американци умираат од тоа оваа веќе има смртоносна логика. дрога. Затоа што фентанилот е практично како еден вид на не е тоа зараза веќе, тоа е апокалиптично во Америка. Се, канадскиот премиер Џастин Трудо објави дека Отава веднаш воведува 25% царини на американски производи во вредност од 30 милиарди канадски долари, 20 милиарди американски долари, нели? А ако американските мерки останат во сила 21 ден, ќе бидат воведени дополнителни царини за уште 125 милиарди канадски долари. Царините ќе го нарушат исклучително успешниот трговски однос меѓу нашите земји, изјави Трудо, додавајќи дека мерките на Вашингтон го прекршуваат договорот за слободна трговија УСМЦА,
кој Трамп го подпиша во својот прв мандат. Мексико најавува план А, план Б, план С и план Д. Мексичката председателка Клаудија Шейнбаум, Да, таа има нешто германско у себе. па ова Баум може и да е еврејско, најави дека нејзината земја ќе одговори на новите царини, а повеќе детали ќе соопшти во текот на денешниот ден. Во оваа ситуација ни треба прибредност, смиреност и трпение. Имаме план А, план Б, план С, па дури и план Д, изјави Шейнбаум, додавајќи дека Мексико веќе подготвува кризен план. Ајде да бидеме Истото реални. се да бидеме појавува реални. и Кина, Пекин ќе осудува американската политика. Ајде да бидеме реални, Златев. Односот Америка-Канада и односот Америка-Мексико не е ист, од проста причина што Канада и САД се во партнерски односи, добрососедски, економски, практично братски последните 200 години, ако не се лажам. И Канада има исклучително моќна економија. Мексико е, со целата почит кон Мексико, преубава земја и прекрасен народ, сосема друга категорија. И сите тие нивни планови А, Б, С, Д, мене помалку ми делуваат смешно, освен ако не мислат да шверцуваат уште повеќе илегални мигранти во Америка. Главниот проблем според мене е она со Кина. Не, види се, Мексико, тоа што ти го зборуваш е факт, но Мексико е на јужната граница на САД и Неспорно. Мексико увезува многу работи од САД, а извезува во САД, за во САД да стигне венецуелска нафта, таа поминува веројатно преку Мексико. Добро, и кафе, и има што тука, знам тамо, што има се тука не, да. многу димензии. Она што, И тешки дроги. знаете, високите царини во современите економски политики се непознаница, односно се еден исфрлен метод од повеќе причини. Тоа е прво затоа што во ера на глобализација високите царини ја намалуваат економската ефикасност на државите и компаниите, и со високи царини вие имате секогаш инфлација. Зошто? Затоа што на крајот од денот, ако Америка стави царина на одреден канадски продукт, а истиот канадски продукт Америка не го произведува, на крајот американските граѓани се тие кои ќе платат царината, кои ќе окупат тој продукт на рафтовите. Тоа создава инфлација внатре во Америка. Вие не може да ја реструктурирате економијата брзински да замени се живо. А второ, во комплицираните ланци на снабдување, supply chains, за еден продукт да произведете, вас ви требаат суровини од 40 земји. Полупродукти од 40 земји. Особено ви високотехнолошки. Се при еден iPhone ви требаат 40 земји, некој има ваков материјал, некој има таков. Дел се полупродукти, не се царина, но дел, например, камера, ако ја произвеле цела негде надвор од Америка, тоа е... И па која е логиката според тебе? Логиката е да се создаде, очигледно е дека ова што го прави Доналд Трамп е преголемо и тој сака трајно да ја промени демократијата во Америка. Тоа да не биде... Зошто го тврдам ова? Затоа што во оваа ситуација на економска бура која ќе ја создаде Доналд Трамп, ќе преживеат само најбогатите. Добро, тоа оди целосно спротивно на неговиот популизам. Тој на американците им ветува подобра живеачка. Не, тој им ветува дека нивната економија ќе порасне затоа што ќе ги замени преку царините овие ефтини продукти. Ќе ги врати фабриките во Америка. Но во 21 век тоа не е баш така. За брзо реструктурирање такво економско, денеска нема изгледи. Но во исто време да отвараш ти фронт со Европска унија, со Канада, со Мексико и со Кина. Па тоа е практично со најголемите економии во светот. Сега ќе ти кажам најискрено. Доколку Доналд Трамп издржи една година на позиција председател на Соединетите Американски држави, тоа за мене ќе биде изненадување.
доколку Доналд Трамп издржи 2 години како председател на Соединетите Американски држави, тоа за мене ќе биде шок. Интересно мислење. И третиот став кој ќе ти го кажам овде е тоа дека доколку Доналд Трамп издржи цел мандат како председател на Соединетите Американски држави, тоа за мене ќе биде катаклизма. Неговата политика. Го знам твојот став за Трамп, но меѓутоа сега овдека не е само Трамп. Овдека имаш цела плејада на ликови околу него кои што го имаш Dodge департментот. Да. И околу него се најголемите богаташи во Америка. Мене ми е јасно дека нив ги интересира само личниот профит. Но како ќе, ако почнат американските граѓани да страдаат, зборуваме објективно, ќе му се случи бунт. Тие луѓе се навикнати на добар живот, да не се лажеме. Да. Ајде да видиме, се надевам дека грешиш, затоа што не е добро во Америка да се случи било каква катастрофа, затоа што таа катастрофа ќе не повлече сите. Не се разбира многу во економија, меѓутоа ова сега што ова правате... ќе направи, ова е војна што би рекол Ворен Бафет. Па војна е. И ова ќе направи огромно пореметување на глобалните системи. И сега, знаете, со сета почит кон Америка и кон администрацијата на Доналд Трамп, но не верувам дека тие може да излезат на крај со ова. Ова ќе создаде структурни промени економски кои ќе доведат до огромни социјални немири во Соединетите Американски држави. Нема да оди тоа така лесно. До сега сите гледаат шоу и ме преинтересно. Добро. Но кога шоуто ќе заврши. Но кога шоуто ќе се префрли од телевизија на рафтовите во маркетите, тогаш имаме сериозен проблем. Тогаш имаме сосем различна позиција. Очигледно овој пат Трамп очигледно е сериозен и овој пат Трамп очигледно сака да им се одмазди на сите. Не знам каде ќе стигне. Ама не може да им се одмаздиш ти на сите ако се упропастиш себе си. Не е на добар пат. И многу интересно што во американските политички кругови во овој момент имаат пресметано дека е најпаметно на Трамп да не му прават опозиција. Истиот беше да го има. Затоа што Трамп ужива во позиција во која што тој има опозиција која му парира за да создаде слика на непријател и да го вози шоуто на таа основа. Овој пат мислиш дека свесно го направиле тоа? Свесно го прават тоа. Ова го прави демократскиот естаблишмент, го прави свесно. Го оставаат затоа што без опозиција тој ќе заглавува се повеќе и повеќе во работите. Независно дали во неговиот однос кон Европа, независно дали во неговиот однос кон Канада, Мексико, кон Азија и Пацификот, независно дали во неговиот однос кон американската економија. Затоа што дури се тој мали изблици на опозиција кон него, тој веднаш ги напаѓа па некои небитни републиканци, еден конгресмен негде отишол, кажал нешто. И овој веднаш, знаеш, Оштро го влегува, иако најголем дел од светот, па дури и голем дел од Америка не знае дека тој републикански конгресмен кој е еден од кој знае тамо колку воопшто постои. Така е. Суштината е дека Трамп го оставаат без опозиција, зашто е можно подлабоко да заглави. Да заглави. И ние гледаме дека тој го прави токму тоа. Овие политики на царини се рушење на многу концепти кои ја направи Америка да биде најмоќна земја во светот. Слободната трговија ја направи Америка да биде тоа што е. Слободната трговија ја направи Америка да биде пример за тоа како треба да изгледа, како цел свет гледа таму и преку тој пример се стреми кон American Dream, апсолутно. Американски. Кога ти се обидуваш да ги разнишаш основните постулати на слободната трговија, ова е идеологијата на Доналд Трамп се нарекува технолошки либертарианизам.
Да? Да. И има, синоќа читав една сериозна анализа околу генезата на се ова, околу начинот на кој што доаѓа. Овој технолошки либертарианизам има намера трајно да ја промени демократијата, односно начинот на кој таа се спроведува, затоа што вели ова е како се вика, корумпиран бирократски систем. Да. И наместо човекот да биде во центарот на демократското општество, Трамп и естаблишментот околу него сака во центарот на демократското општество да ја направи сопственост. Односно, ти имаш право да одлучуваш доколку поседуваш. Тоа не враќа 100 и нешто години наназад. Тие велат дека ова не носи напред. Меѓутоа, да не заборавиме. Затоа што тие велат дека ова не носи напред, затоа што е систем е. Не е ова монархија, не е тоа вродено право, но едноставно капитализмот ти носи право да одлучува. Токму затоа јас постојано го критикувам. Знаеш зашто Трамп, те затоа враќа што назад? овие ставови за мене се исклучително опасни. Ако ти текнува своевремено до почетокот на 20-тиот век во Европа, каде што првпат нели демократски се гласа, ти си морал да поседуваш одреден капитал за да добиеш право на глас. Работата е дека очигледно работите повторно се стремат натаму. Да ти кажам, право ме замисли со ова. Па ќе ти дадам една, сега ќе ти ја пратам еден текст. Ова е блог практично. Ретко добар текст. Кој е? Ова е The Plot Against America, се вика, од Майк Брук. Завера против Америка. Така? Да. Напишан е на 8 февруари 25 година, огромен текст. Ја изгубив вчера прилично долго време за прво да го прочитам, а потоа и да го сварам. Го читам неколку дена практично, не од вчера. И тука се сите идеолошки матриксот е всушност објаснет на овој стил на владење на Доналд Трамп, културолошки од каде доаѓа тој во Америка. Ова е некако, знаете, едно од најпропаднатите идеологии во светот е оној либертарианизам, односно тврдењето дека се треба да биде оставено на пазарот. Ова е токму тоа. Кога ти укинуваш слободна трговија, ти им оставаш на американските капиталисти да владеат со Америка. И никој друг. Не дека не било така до сега, сега ако сме реални. Не, знаеш како, моменталниот систем има многу дефекти и е многу проблематичен. Но барем на хартија се сите еднакви, барем на хартија сите можат да сега мислиш дека ова ќе стане и ова е олигархија. Да. Ова е класична форма. Системски ќе стане тоа. Ние на Балканот тоа го нарекуваме владење на олигархијата. И сите основни компоненти на тоа веќе се исполнети во Соединетите Американски држави. И токму затоа сака да расчисти Трамп со светот, затоа што секој глобален предизвик за американската олигархија тој ја чувствува како закана. Секој обид дека он треба да се договори со Европа, треба да се договори со Канада. Се е закана, да. Се е закана за нивниот комодитет. Затоа што доколку се договорат, тие ќе го изгубат комодитетот самите да одлучуваат за тоа како треба да изгледа. Точно така. Токму затоа зашто се фати со Украина прво? Свади за минералите. Не дека порано економскиот интерес не бил најважен, но тоа се било во некакви ракавици и постоело некаква можност да се измени. Знаеш, ако земе USAID како пример, факт е дека USAID бил злоупотребуван за политички операции на Балканот. Но се правили школи со пари од USAID. Така. Се правили прочистителни станици со пари од USAID. И ако ги споредите парите потрошени за ова, ќе видите дека пример во Македонија за политички мотивирани проекти не се потрошени ни 10% од парите на USAID.
А 90% од парите на USAID се потрошени за економски развој на оваа земја. Ние гледаме само тие 10%. Но сепак, ние сме премала сила, всушност не сме премала сила, ние не сме ни сила и ние треба со почит да гледаме кон Доналд Трамп. Треба да водиме независна политика. Треба да треба да имаме политика која нас ке не стави на пиедесталот. Не смееме да бидеме нашиот интерес. Никакви робови за американски проекти, за финансиски експерименти. Не смееме да бидеме продукт ниту пак за ширење на антиамериканизам, нешто што опозиција во Македонија го сака. Ние треба да бидеме некаков баланс преку кој ќе си ги зачуваме нашите интереси пред се. Дали треба да бидеме со Европа? Може би е убаво што покажуваме вакви чекори во овој дел, затоа што Европа па да почне да ја цени нашата улога како таква. Има тука многу димензии, ќе то оставам тебе да разработиш некоја од нив. Да, па да ти кажам искрено, она што е најважно е ние како ќе изиграме во целата приказна. И тука ми се допадна повторно ставаше го изнесе Милошовски, нешто што е донесено како одлука чинам на оваа влада. Значи да, ние сме апсолутно согласни со политиките на Европската Унија кога тие во Европската Унија се носат со консензус. Значи, ако во Европската Унија сите 27-8 членки колку ли се веќе ќе донесат одредена политика дека е дефинитивна, ние ќе се солидаризираме, се сме дека сакаме да бидеме дел од нив и ќе ја прифатиме. Меѓутоа, во ситуација кога во самата Европска Унија нема унисоност, Македонија го задржува правото да носи политики во согласност со своите интереси кои што не мора нужно да бидат дел од политиките како, на... И ова мене не ми се допаѓа. Зашто? Па затоа што ако го ставиме ние дека принципот дека на консензус во ЕУ нас ни е важен, со принцип на консензус на ЕУ ние поради тоа немаме преговори де факто со ЕУ. Баш поради тој парадоксално принцип. е ова, така е, Значи ние знаеш што се е во ред тоа во однос на но и во однос на проширувањето нас па главен проблем ни е принципот на консензус. Можеби ние треба да ја дадеме шанса на Европа без принцип на консензус за конечно да станеме земја членка на Европската Унија. Затоа што се додек утре која ќе биде брза трака стајање кој ќе речат ајде сега во ЕУ влегуваат тука на Западен Балкан, Албанија и се, со принцип на консензус ќе каже Фицо и Орбан не влегуваат. Да. Ама ако е за една по една нас ќе не пушти затоа што не е стратешки партнер. Вчера премиерот Христијан Мицкоски беше во денеска има седницата. Денеска имаат заедничка и ова е добро. Односите коцкањето на Орбан, колку и да звучи ова со неполитички речник коцкање, нас не се исплати. Не се исплати финансиски, многу, не се исплати и геополитички. Затоа што Орбан сега во Европската Унија има највисока цена, како човек кој не ги прифаќа нивните ставови. За тие да го скротат Орбан, тој ќе треба да добие многу. Ќе наплати. А ние како стратешки партнер на Унгарија, ние у моментов ние најголем партнер Унгарија. Ние, ако има на некој утре да не нападне нас било кој, не верувам дека ќе се активира членот 5 од на НАТО оваквото. Не, внатрешен судир да има некаков. Речем се кренат кавадарчани да прават независност. Добро. Намерно ги спомнувам кавадарчани за да не бидам етнички сватен. Ние како најчисти македонци. И викаат ние правиме република. Нас помош ќе ни дојде од Унгарија. Веројатно единствените две држави кои ќе помогнат на Македонија. Не нас, вас, пошто ја со кавадарчани. Ќе видиш од другите, да. Но чекај малку, ти ќе бидеш со кавадарчани против Македонија. Добро, добро се знае. Колку се донесе мене регионалниот идентитет ми е положен. На локал патриотиште. Да, значи немам некој... Нема дилеми тука. Немам дилеми тука која страна ќе ја земам во таа, но вас ќе ви помогне Унгарија.
Ние може на Грција да се надеваме евентуално. И тоа е тоа. Вас ќе бъде Унгарија и Србија мислам дека ќе биде медиаторот, ќе идеме. Да. Јај Мицкоски кај Вучич. Значи пази, ако има Кавадарци република, веќе е Златев дел од владата тамо кој што ќе преговара. Добро, има логика. Да. Не, се шегувам за ова, но ние може да се подпреме само на Унгарија, овие кредити со така, реално е така, покажуваат тоа и така натаму. И во овој момент, затоа што Унгарија има висока цена кој никогаш нема да падне. Какво и да биде решението? Цената на Унгарија во оваа ситуација нема да падне. Орбан тоа го изведе фантастично. И да преовлада европската идеја за конфликтот во Украина, во што искрено не верувам дека е можно во овој момент. Многу слабо веројатно. Но и да преовлада идејата за САД за конфликтот во Украина, во двете ситуации Орбан ја има највисоката цена. Орбан е суверенот над тоа да се донесе одлуката која ќе биде ваква или онаква. И преку него мора да поминат многу работи. И многу е добро што Македонија има вака стратешки блиски односи со Орбан. Независно дали вас ви се допаѓал стилот на владење, ние овдека не сме за да се дружиме и сакаме да се работи за интерес. Значи, независно тоа, идеолошки, јас сум целосно на спротивна страна од Виктор Орбан. Но, геополитички, за Македонија партнерството со Орбан е од круцијална важност и тоа е тоа кој нас му ни даде некакви шанси кога следниот пат ќе се делат картите, а како што вели Доналд Трамп, ти сега немаш карти. Така. Добра анализа за крај ми се чини. Предлагам да затвориме дуќанчето и да ги оставиме слушателите да размислуваат на оваа тема, затоа што допрва ќе следат многу интересни настани. Апсолутно, мислам дека фати и ти да мериш веќе колку трае мисијата, што трае. Не. Ова политика на левица, на левица. Дали може би сум јас прикриен симпатизер? Па добро, јас тебе кога те запознав, нас меѓусебно не представи еден од денешните идеолози на левица. Така е. Да не кажам најголемата сива еминенција на левица. Така што јас и ти имаме левичарски корени. А дрво без корен е... Среќа што не стигнавме до тоа да не ги мерат петиците. Значи, никогаш не сме стигнале до тоа. Почитувани слушатели, ова мерно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер го завршуваме овде. Премерете каде и што е. Не мора да мерете деколтиња. За волја на вистината, тоа е сепак зостана датум од 23-та година е ова портфолио, овој протокол како треба да изгледа женско во левица. Може би е променето во меѓувреме. Може би сега ја мерат и до лабочината на деколтето, не знам. Може би се многу, но таа левичарска идеологија секогаш кокетирала со одреден ерос. Не знам дали си го приметил тоа. Тие секогаш има една многу интересна нишка на еротика. Дури во таа униформираност, дури сите фашистички системи со еросот многу кокетираат. Сите. Да, нешто има тука фалусот, нешто. Има некој облик на чудна еротичност. Постои некаква изопаченост во се тоа, почитувани слушатели, а има ли поголема изопаченост од тоа на некој да му ги мериш колената, дали се 5 сантима фустанот нагоре, или дали има едно копче од петлано на деколтето. И дури и во тој ерос не смее да се оди премногу според тоа. Значи, има докаде едното. Или ова, или она. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Очигледно, целиот свет полудел,
ај ние не сме далеку од се тоа, покажуваме дека ги следиме светските трендови и тоа уште пред да се случат. Ние меревме коленици многу пред Доналд Трамп да дојде на власт и да носи вакви чудни одлуки какви што носи.